Дали поскапите подароци за наставничките ја губат вистинската смисла на 8 март? Родителите на учениците се почесто собираат средства за заеднички подарок за наставничките, но според повозрасните граѓани доволно е само цвеќе за да се покаже внимание кон како што велат втората мајка на детето. Иако современиот живот нуди поинакви решенија, граѓаните сметаат дека вистинската смисла на празникот не треба да се изгуби. Подарокот, велат тие, не значи ништо без почит кон наставничката. Тоа е од страна на некои родители што се мислат дека се мокни со средства и заради тоа мислат дека со тоа ќе помогнат на своето дете. Не се помага никако на своето дете, бидејќи секој си е посебен. И да не се претерува и да се биде баш оно за жената цвеќето и вниманието. Тоа не е управо. Па тие што имат дека дават, брат. Тие што имат дека дават кои се без мозок. Тоа не слагам. Учителка зима плата, што учи деца. И што е тоа? Деца нема мали, ама не би можела да одвоам пари да дам или дарка. Повозрасните на терени понатаму велат дека цвеќето е најдобриот подарок. Бадијала ќе речат се ако наставничката не се почитува во текот на целата година. Според нив учениците треба да имаат респект кон наставникот исто како порано. За учителките, ја мислам, не би требало да ги малтретира децата со такви работи. Па може по едно цвеќе и толку. За учителките најубаво е цвеќе, бидејќи јас кога сум била како ученик, моите професорки и наставнички се радувале на цвеќето. Да, на вниманието и цвеќе, особено највеќе оно усаксија, за да може и да трае и да биде и, како да кажем, да се сеќава на тоа. По 1000 денара, по едно цвеќе да купи, не 1000 денара, пари е 1000 денара, некој нема ич. Скромно. Например? Например, цвеќе може така некој, ама они некет цвеќе. Молим лепо. Согласно ситуацијата, од утрово многу ученици им подарија подароци на своите наставнички по повод 8 март. Овој празник и понатаму важи за посебен ден во годината, но се поставува прашањето дали навистина се губи неговата вистинска вредност или современиот живот носи нов начин на одбележувањето.